Летниот распуст и во подрачното основно училиште Страшо Пинџур во село Возарци се искористи за средување на внатрешниот и надворешниот дел. Подготвено е за старт на новата учебна година. Училишниот двор целосно ограден со нова ограда, донација од Euronickel Industry. Се изврши целосна реконструкција на оградата за училишниот двор, бетонски и метален дел во должина од 280 метри со вкупна вредност од речиси 1 милион денари. Денеска училиштето го посетија градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев и дел од раководството на Euronickel. Јанчев искажа благодарност за донацијата и најави реконструкција и на покривот на училиштето преку проект поддржан од Министерството за образование и наука. Компанијата Euronickel во континуитет како општествено одговорна компанија и како најголема компанија во општина Кавадарци го докажува нивното солидарност, нивното учество во општеството, не само на овој проект, но на многу други проекти. Конкретно денеска сме дојдени да го промовираме овој проект, донација од метална ограда, комплетно оградување на подрачното училиште при Страшо Пинџур во село Возарци. Ова е на благодетни за учениците и за самото школа, кај што имаме оградување и понатамошните реконструкции можеме да ги продолжиме во побезбеден дел за самите ученици. Да слух нивен, на баре и наше, нормално, Euronickel повеќе од милион денари инвестира во делот на оградувањето на училиштето. Една голема благодарност за нив и ова е пример како треба сите компании општествено одговорно да учествуваме во делот на солидарноста и во делот на општеството. Така да уште да сакам за благодарам и очекувам ова школа и овие ученици кои што ги имаме 90 на број тука да бидат задоволни, да имат услови не само како во градот, него и подобри услови за тоа што и заслужуваат. За Euronickel оваа донација представува начин да влијае на подобрување на условите на основците од Возарци и за зголемување на безбедноста во школскиот двор. Условите за грижата за раст и развој на младите генерации се наш примерен приоритет како општествено одговорна компанија. Покрај нашите секојдневни обврски, ние се трудиме да и трошиме наши потенцијали и ресурси за тие услови ги значително ги подобриме. Како и до сега, тие работи се препознати од заедниците и очекуваме дека и овој пат сме придонесиле на некој начин да безбедноста на учениците во ово училиште се подобри и се зголеми на едно повисоко ниво. Во знак на благодарност, училиштето додели благодарници за компанијата. Директорката Илинка Бакева истакна дека во училиштето се запишани 90 на ученици. Основно општинско училиште Страшо Пинџур веќе интензивно работи на подготовки за стартот на учебната година и веќе ги очекуваме нашите ученици да се вратат да ги разубават нашите училишта. Меѓутоа, основно општинско училиште Страшо Пинџур заедно со подрачно основно училиште во село Возарци по подоставените апликации за реновирање на училишта од страна на Министерството за образование и наука веќе доби два големи проекти. Тоа реконструкција на централното училиште и комплетна реконструкција на училиштето во село Возарци, каде што се надеваме дека ќе започне 2022 година. Меѓутоа, оградувањето на училиштето не влегуваше во самиот проект. Затоа побаравме помош и поддршка од нашите долгогодишни партнери Euronickel Industry, кај кои што секогаш наидуваме на позитивно разбирање. Euronickel Industry со ова докажа дека е сериозна компанија која што искрено се грижи за непосредната околина и за иднината на младите луѓе. Со помош на Euronickel Industry се реализирани безбројни проекти и донации, кои што директно влијаат во учењето и подобрувањето на условите во училиштето и воспитно-образовниот процес. Со овие благодарници се заблагодаруваме на досегашната соработка и верувам во иднина дека ќе имаме уште многу заеднички реализирани проекти.